имаше сомнение дека ќе го фрлите детето. На четврти спрат излезе господјата, го повика сопругот по име, тој рече дека е тука. Имале некоја семејна расправа, не знаеме зашто се случува. Го фати за мешките малиот, го седна на симсот од терасата од таа страна и само го турна детето надолу. Најлошо беше се што детето удри на една шипка за пружење алишта што е долу на третиот спрат. Значи јас и таткото и една плава господја тука до нас го чекавме долу, но од кога удри детето на шипката, малку се стркала и малку излезело ваквото. Детето падна врз нас. 100% сум сигурен дека го зграбивме, го фативме, дојде до земјата, но детето не оди на земјата долу. Значи 100% сум сигурен. Јас детето го зедов, го ставивме во амбулантната кола, детето беше живо, дишеше, течеше крв од устата. Значи докторката веднаш притрча. Кога се јавивме после државно што сопругата работи таму, ни кажа дека детето е добро, но има удар од шипка. Значи се информиравме, детето не удрна оваквото што беше најважно за нас. Так. И колку разлика Колку време се случуваше преговарачка драма, имаше нешто ја убедуваа да не се фрли? Да, сопругот разговараше со неа, значи она само го повика. Многу кратко беше тоа. Тоа беше многу кратко. За 1 до 2 минути таа го фрли детето од терасата. А она после колку? Понатака, ние не ни сакавме да гледаме што се случува. Сопругата замина со детето во болница и јас заминав, не сакам да гледам, затоа што бевме згрозени од чинот што мајка го фрла детето. Понатака други луѓе тука гледаа и полицијата беше цело време тука, пожарникарната беше цело време тука. Сакам да кажам дека Тука живеете вие? да, тука живееме на први спрат од другата страна. Да. Ги знаеш Жалостно. од предходно? Ги знаеме како комши, не, како комши само како тие работи. Ама сакам да кажам дека јас сум војно лице во армијата на Република Македонија, јас сум капетан. Сакам само да кажам дека сите тука луѓе што беа и полицајци, и пожарникари и оваквото, само требаше да се свати посериозно сомнението и сите требаше да реагираат што побрзо. Јас сум присуствувал на други такви случаи, првин треба да се преземе се, да се постават душици, кевиња и тие работи, па после да се размислува и да се прави што ќе се прави.